Почитувани ученици, јас сум Атанас Ивановски и драго ми е што сум дел од училница. Во ова, но и во некои следни предавања, ќе зборуваме за некои аспекти на психологијата, но и на спортската психологија. Денеска ќе зборуваме за психичкиот живот на спортистите. Најпрво, неминовно е да го објасниме поимот психички живот и што тој означува. Психичкиот живот, или со други зборови внатрешниот, субјективен свет на поединецот, односно на спортистот, е представа на интеракцијата помеѓу психичките појави, како што се психичките процеси, психичките особини и психичките состојби, кои се случуваат за време на спортската активност, како што е спортскиот надпревар и спортскиот тренинг, но и надвор од самата спортска активност. Пред малку ги наброевме психичките појави, но сега е многу важно да ги презентираме и поотделно, односно да ги објасниме истите. Психичките појави, рековме дека се психичките процеси, психичките особини и психичките состојби. Психичките процеси може да бидат когнитивни, како што се мислењето, помнењето, концентрацијата, така натаму. Емоционални процеси, поедноставни и покомплексни емоции и чувства, како и мотивациони процеси, кои што се однесуваат на волјата на самиот поединец, на самиот спортист, која е од големо значење при започнување на извршување на одредени задачи. Понатаму ги имаме психичките особини, тука влегуваат карактерот, темпераментот, ставовите, способностите, интересите на луѓето, така натаму. Важно е за нив да напоменеме дека дел од нив се вродени, но дел се истекнати во текот на живењето. И на крај ги имаме психичките состојби, како што се вниманието, состојба на замор, расеаност, одмор и многу други. За нив е важно да кажеме дека психичките состојби се оние кои ги утврдуваат психичките процеси, или со други зборови можеме да кажеме, низ пример, доколку ученикот е изморен, не може успешно да следи настава или да научи некоја нова наставна содржина. Иако ги представивме поединечно и ги објаснивме, тие сепак делуваат заедно во една функционална целина наречена личност. И сега се поставува прашањето, кој е тој професионалец, кој е тоа стручно лице, кој се грижи, кој се интересира за психичкиот живот на спортистите? Одговорот е спортскиот психолог. Спортскиот психолог е стручно лице кое се интересира за психичкиот живот на спортистите, за содржината на истиот, се опитува да го разбере самиот психички живот, односно да ја разбере природата на психичкото постоење на самиот спортист, односно човек, и да му помогне на самиот спортист да ги развива своите потенцијали, своите капацитети. Од голема важност е и самата свесност на спортистот доколку сака да постигнува успех во спортот во кој се надпреварува. Важно е самиот спортист да знае дека во неговата природа постои еден аспект, постои еден психолошки аспект,
психички живот, кој е важен предуслов за постигнување успех, важен предуслов за постигнување на поставените цели, затоа што физичката подготовка, физичката спремност не е доволна за да се постигне она што самиот спортист го има поставено како цел. Што е она што влијае на психичкиот живот на спортистот? Покрај уверувањата или ставовите на самиот спортист влијаат и работата на тренерот, но и стручната работа на спортскиот психолог. Самиот пристап на тренерот може да биде од големо значење за тоа спортистот да постигне успех како на индивидуално поле, така и на ниво на група, односно на ниво на тим, со тоа што тренерот ќе се обиде да го мотивира самиот спортист и ќе се обиде да го поттикне на едно победничко размислување, односно да го поттикне на едно размислување кое ќе му овозможи да постигне успех. И исто така, стручната работа на спортскиот психолог е од големо значење, затоа што спомнавме пред малку, спортскиот психолог со неговото знаење, со неговата стручна подготовка, му помага на спортистот да се разбере подобро себе си, да биде свесен за своите мисли и чувства кои ги има за време на надпреварите, за време на тренизите, но и надвор од нив, и да му помогне да го доведе во една состојба рамнотежа, каде што ќе бидат присутни соодветни емоции, ќе бидат присутни соодветни размислувања неопходни за постигнување на поставената цел. Важно е да се напомене дека самиот спортист има лична одговорност за сопствениот психички живот. Покрај тоа што спортистот не делува сам, односно тој е во постојан надзор на неговиот тренер и на други стручни лица, сепак спортистот е добро да знае кога постапил добро, а кога погрешил, како се однесува во една ситуација, а како во друга, и да биде свесен за неговите минати спортски настани, односно да биде свесен за настаните во кои учествува. На таков начин се обиде да научи од грешките, доколку ги направил, а за очекување е во некои моменти да се случиле, но и да знае кои се неговите силни и јаки страни, кои се неговите предности, со цел истите да ги подобри и да ги искористи во некоја следна прилика. Психолошката подготовка, како еден комплексен поим, како еден комплексен процес, се однесува или е во интеракција со психичкиот живот на спортистот. Самиот квалитет на психичкиот живот, на спортската перформанса, зависат од психолошката подготовка на спортистот, која во најголем број случај е долготрајна. Дел од психолошката подготовка ги содржи следниве елементи.
Најпрво имаме поставување на цели. Важно е спортистот пред себе да има поставено специфични, односно конкретни цели, цели кои што ќе бидат мерливи, ќе знае дали ги постигнал или не ги постигнал, и цели кои ќе бидат реалистични. Понатаму ја имам самодовербата. Кога ја спомнуваме самодовербата, важно е да кажеме дека таа не е наследена, туку, напротив, таа се стекнува преку реализирање на одредени задачи и преку постигнување на поставени цели. Техники за подобрувањето на вниманието се исто така од големо значење, од голема важност за постигнување успех и за постигнување на поставените цели. Вниманието е од особено значење во моменти кога спортистот треба да ги раздвои оние дразби кои за него се релевантни од дразбите кои за него се дистрактори, односно го нарушуваат неговото внимание. Релаксационите техники, како техники на дишење, техники на медитирање, му помагаат на самиот спортист да остане во една урамнотежена психичка состојба и на таков начин да се обиде да го постигне она што го има поставено како цел. Симулативните тренинзи и визуализациите му помагаат на спортистот да замисли одредени ситуации во кои би се нашол во некоја блиска или подалечна иднина и на таков начин да ги предвиди евентуалните, односно можните случувања кои би биле актуелни во некоја блиска или подалечна иднина. Вештините за емоционална регулација се исто така од големо значење за секој еден спортист, затоа што тие вештини, тоа знаење за емоционалното регулирање му помага на спортистот да ја контролира своите емоции и му помага на спортистот да свати дека мислите, чувствата имаат една поврзаност, односно уверувањата и ставовите за работите се тие кои што влијаат на нашите емоции, нашите емоционални состојби, а не се настаните случувањата сами по себе одговорни или виновни за емоциите и чувствата кои што ние ги доживуваме. Тоа е важно да напоменеме дека спортистот има од корист да ги препознава емоциите кои што се присутни во него самиот, за време на надправа, но и надвор од него. Трпеливоста, дисциплината и самоконтролата се вештини кои што се од неизмерно значење за секој еден спортист кој се стреми да постигне одреден успех. И безусловното себе прифаќање му овозможува на спортистот пред се како човек да се прифати себе си, кој некогаш греши, а некогаш постапува добро, бидејќи природата на човекот е таква да некогаш или во некои ситуации прави грешки, но некогаш постапува и добро. И на таков начин да биде свесен дека и спортот, како дел од неговиот живот, ќе биде исполнет со грешки, но многу често ќе биде исполнет со одредени конкретни успешни поведени. Важно е спортистот, човекот, да не се прифаќа себе си на еден условен начин, доколку
постапува добро, односно доколку постапува лошо. Тоа значи дека човекот треба да знае дека е комплексно битие кое некогаш греши, некогаш постапува исправно и да не се осудува себе си во ситуации или да не се прифаќа себе си само кога постапува добро, односно да се прифати себе си кога понекогаш и греши. За крај, имате една активност која подразбира да одговорите на следните прашања. Кој или која сум јас? Како се чувствувавте изминатата седмица? Зашто размислувавте изминатата седмица? Кои цели сакам да ги постигнам во оваа учебна година? Што е тоа што ќе ми помогне да го постигнам она што го посакувам во текот на оваа учебна година? Преку овие прашања верувам дека подобро ќе се запознаете себе си. Верувам дека имате еден увид во она што го размислувате, она што го чувствувате, но и во она што сакате да го постигнете. Јас тука ќе ви се заблагодарам за вашето внимание. Ќе ви кажам дека ми е драго доколку успеа да ви помогна во објаснување на тоа што е психички живот, што е она што го сочинува. Секое добро и останете во добро здравје и во добро расположение. Пријатно.